Непроменета е состојбата со штрајкот во основните и средните училишта во Кочани. Наставниците и професорите од кочанските и виничките училишта и денеска се на своите работни места и не се коментира за евентуален штрајк, информираат директорите на училиштата. Раководството на регионалниот одбор на СОНК, чиј председател е Тоше Геров, останува на своето за продолжување на штрајкот во училиштата се до исполнување на нивните барања, стопирање на казните од екстерното и покачување на платите на просветните работници. Иако јавно не сакаат да проговорат, сепак одредени професори кои сакаат да се приклучат кон штрајкот имаат известни притисоци за нивно неприклучување. Геров информираше дека сите председатели на регионалните одбори на СОНК денеска во Централниот одбор на СОНК во Скопје, на чело со председателот Јаким Неделков, ќе одржат воредна седница на која ќе се разговара за моменталната состојба со штрајкот и негово продолжување во наредниот период, како и за евентуални преговори со Министерството за образование и наука и изнаоѓање заеднички прифатливо решение. Според председателот на СОНК Јаким Неделков, штрајкот продолжува со ист интензитет, а по вчерашните состаноци уште неколку синдикални организации се приклучиле кон штрајкот. Неделков информираше дека во училиштата на ниво на Македонија вработените наставници имаат притисоци за неучество во генералниот штрајк. Според нивните спроведени анкети, 70% од членството се во штрајк. Неделков додава дека се уште нема никаков одговор од Министерството за образование на информацијата за генерален штрајк и неотстапување од барањата. Инаку, според законските измени во училиштата каде што се штрајкува, директорите се обврзани да обезбедат замени за професорите за непречено изведување на наставата.